Повеќе од еден месец од затворањето на Пејпер Мил во Кочани, неизвестноста за 120 вработени е се поголема, иако од менаџментот на фабриката изјавија дека рестартот ќе се случи во април. Проблемот стигна со решението на Државниот инспекторат за животна средина, кој ултимативно побара пелетите да се заменат со метан. Дали компанијата во меѓувреме го решава проблемот? Ги разгледуваме сите опции кои се во насока на барањата на инспекторатот, но и за финансиско одржливо работење на фабриката. Ова објаснување не ги остава спокојни вработените кои влегуваат во втор месец, кои се на 70% плата и толкова неизвестност. Работењето на Пејпер Мил е од исклучителна важност за кочанската економија, бидејќи освен досега редовно исплатените плати и обврски кон државата и општината, компанијата обезбедува работа и приходи за уште десетици други локални фирми. Што за неизвестната состојба мисли градоначалникот Николчо Илиев? Она што го имам како информација, значи сите вработени ќе останат да бидат згрижени и вработени и дека се очекува дека тој филтер треба да биде вграден до крајот на месец март. Што значи дека навистина неизвестност постои, јас не можам да кажам и да зборувам во нивно име, меѓутоа она што го имам како информација ме охрабрува да на мислата дека сепак овој проблем ќе биде позитивно решен како за граѓаните на општина Кочани во делот на загадувањето, така и за вработените во фабриката Пејпер Мил. Доколку менаџментот на компанијата остане на ветувањето дека работниците дома ќе бидат до април, тоа и не е така далеку, но доколку решение не се најде во овој период, тогаш проблемот ќе биде голем за сите.